Утрински стихови од Библијата. 30 ноември. На Божиот народ му е ветено излевање на Светиот Дух. И никогаш веќе не ќе го кријам лицето од нив, зашто мојот дух го излеав врз Израелевиот дом, зборува Господ Бог. Езекил 39:29. Се додека Христос живее во срцето, невозможно е да се сокрие светлината на Неговото присуство или таа светлина да избледи. Напротив, таа ќе станува се посветла и посветла, додека од ден во ден маглите на себичноста и гревот, што ја обвиваат душата, не бидат истерани од блескавите зраци на сонцето на правдата. Христос и го ветил дарот на Светиот Дух на својата црква, а тоа ветување ни припаѓа и нам, исто колку и на првите ученици. Но како и со секое друго ветување, тој се дава под одредени услови. Има многу такви што веруваат и тврдат дека имаат право на Господовото ветување. Тие зборуваат за Христа и за Светиот Дух, но од тоа немаат никаква корист. Тие не ја покоруваат својата душа, за да биде водена и контролирана од божествените сили. Само на оние што понизно чекаат на Бога им се дава Духот. Ветувањето за Светиот Дух не е ограничено ниту на одредена епоха, ниту на одредена раса. Христос изјавил дека божественото влијание на Неговиот Дух ќе биде со Неговите следбеници се до крајот. Од денот Педесетница па се до денес, Утешителот бил испраќан на сите кои себе си целосно му се покориле на Господ и на Неговата служба. На сите што го прифатиле Христа како личен спасител, Светиот Дух доаѓал како советник, осветител, водич и сведок. Колку поблиску верниците чекореле со Бога, толку појасно и посилно сведочеле за љубовта на својот Искупител и за Неговата спасителна благодат.